Добро вечер. Ова е емисијата за македонските работи, посветена за историјата, културата и научните постигнувања. Особено ќе разговараме на темите кои што го засегнуваат односот меѓу науката и политиката и општеството. Денешен мој гостин е професор доктор Тодор Чепреганов. Добро вечер. Добро вечер. Ми представува особена чест што сте мој гостин. Благодарам на поканата. Тодор, јас најпрвин би сакала да ве представам. Вие сте историчар, универзитетски професор, долгогодишни соработници сме, имате истражувано многу, најмногу во американските и британските архиви. Но она што е за мене особено интересно, што имате продукција повеќе од 40 монографии, а да не спомнувам колку сте ангажиран пак во проекти, особено во доменот на историјата на Балканот и Македонија. Ова не случајно го спомнувам, бидејќи вие имате и монографии кои што директно ја засегнуваат или ја третираат историјата на македонскиот народ. Ке ми дозволите само поглавните или последните да ги споменам, бидејќи тие ни се битни за вечерашниот разговор. Едната да ја спомнам, тоа е британските воени мисии во Македонија 1942 година до 1945 година, британската управа за специјални операции COE во Македонија и воените мисии на Соединетите Американски држави во Македонија во периодот 1944-45 година. Не случајно го спомнувам ова, бидејќи таа ваша преокупација со дипломатската историја ќе ја спомнеме и во вечерашнава емисија, но ете денеска би сакала да зборуваме малку и за датумот на независноста, 8 септември. Оваа година имаме 32 години од независноста и би сакала колку за публиката да спомнеме дека вие го напишавте делот кој што е посветен за самостојна Република Македонија во кратката историја на македонскиот народ. Како ги третирате сега од оваа денешна дистанца сите оние случувања, стремежи, очекувања? Дали имаме сега подобра иднина или имавме подобро минато? Благодарам на најавата. Прво би сакал на граѓаните на Република Македонија да им го честитам утрешниот празник 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, што во основа представува реализирање на повеќегодишната борба на македонските револуционери од македонското национално ослободително движење, почнувајќи од средината на 19 век па се до 1944 година, кога е формирана наасном Федерална Македонија во рамките на Југославија. Во однос на тоа дали кажавте дека сум еден од оние кои што го пишува периодот за по самостојувањето, треба да се има во предвид дека тоа го нарекувам историја во движење. Да. Затоа што ја немате историската дистанца со која што би можеле да пишувате за оно што навистина се случувало. Так. Може само врз база на датуми и на години да се набележат, да се таксативно да се набележи што и како се случувало. Една хронологија да се направи. Да се даде една хронологија на сите настани што се случувало. И тоа е дадено во таа историја на македонскиот народ, една хронологија на сите настани што се случувале. Меѓутоа, ако погледнеме овие 32 години, дали ние успеавме да го реализираме сонот на многумина македонци, државно правно да формираме македонска независна држава. Так. Меѓутоа, прашањето е дали дали генерациите кои што го наследија асномската Македонија одговорија на задачите кои што стојат пред нив. Ја би сакал да зборувам за држава Македонија во која што сите се задоволни. Народот едноставно гледате како се радува на сите успеси на таа независна македонска држава. Меѓутоа, за жал, работите не се такви. Гледаме дека после 32 години, а почнувајќи од самото осамостојување, од 8 септември
до денеска ние имаме огромни проблеми во етаблирањето на македонската држава и задржувањето на оно што се вика македонска држава. Затоа што со текот на годините првите политички раководства некако успеваат да се одржат, да ја одржат, да речеме, таа взаемна обединетост. За жал, денеска гледаме дека прославите на 8 септември се прави во затворен круг, ја прави една партија и коалиционите партнери. Ги нема сите оние субјекти кои што би требало да учествуваат во чествувањето. Чествувањето на еден празник пред се ја покажува сплотеноста на политичкото раководство и на народот во однос на самата држава. Дали тие сите подеднакво се вложуваат во успехот и напредокот на државата? Кога го спомнавте сега, ова ми доаѓа една асоциација. Дали на 2 август 1944 година беше поголем обединувачки момент одошто 8 септември 1991 година? Проблемот знаете во што е? Проблемот е во тоа што тогаш Македонија имаше 120 интелектуалци. Луѓе што завршен факултет и 2-3 доктори на науки. Тие направија држава, акти, државнотворни акти, кои што денеска со толку универзитети, со толку луѓе интелектуалци, ние ја разградивме државата која што беше формирана 1944 година. Еден мој колега вели, па ние у која Македонија живееме? Имаме Асмуска Македонија, имаме Независна република Македонија, имаме Пржинска Македонија, тоест Охридски договор, Охридска, имаме Бугарски договор, имаме Грчки договор. Значи, онаа Македонија од 44-та со оваа денеска нема врска. Затоа што и самите политички лидери, да речем, или политички чинители во Македонија, самите ги напуштија основските принципи при составувањето на уставот во преамбулата на уставот. Апсолутно, се откажа манифестот. Значи, едноставно, дали ние сме таа истата држава што беше тогаш? Колку тие и Македонија да имаше ограничен суверенитет во таа Македонија. Сепак, во тој период, во рамките на Југославија, Македонија национално, идентитетски, јазично, културно се проби во светот. Македонија стана препознатлива држава во светот. За разлика од тие моменти, тогашни, денес имаме оваа политичка елита пред се работи на разградување на сето она што беше стекнато во тој период. Да. Веќе кога разговараме за ова, некако ми се наметнува и прашањето, бидејќи вие ја проучувате и ја работите историјата на дипломатијата, нели? Колку е големо влијанието на силите кои што се влијателни на овој простор да ја условуваат ситуацијата која што е во Македонија? Дали тоа соодветствува или наликува на нешто што беше пред 110 години како Букурешкиот договор? Дали се уште ние сме заложници на големите интереси или на големите политики? Видете, големите сили си имаат своји интереси. И тие гледаат тие своји интереси да ги реализираат. Букурешкиот мировен договор и Версајската мировна конференција ја поделија Македонија, се остана поделена на 3 дела. Никој од големите сили воопшто со мали исклучоци не наставуваа Македонија да биде формирана као автономија или независна суверена држава. И сметаа дека со текот на времето Бугарија, Грција и Србија ќе го асимилираат македонскиот народ. И дури во еден британски документ тоа и постои. Оставете ги, нека си работат бугарите, србите и грците, полека македонците ќе исчезнат. Ќе се асимилираат и нема да постојат. Меѓутоа не испадна нивната сметка. И што се случи во Втората светска војна?
Големите сили воопшто не калкулираа со Македонија како држава по завршувањето на војната. Во ниту еден документ до 1943 година не постои во разговорите на големите сили, политичари и дипломати, не постои Македонија како самостојна држава. Меѓутоа, што се случува? 1943 година се спуштаат британски мисии на територијата на Балканот и се спуштаат и во Албанија. Мисијата британска во Албанија гледа дека меѓу границата постои партизанско движење, дека македонците имаат формирано единици и се борат против германците. Ја известуваат централата во Лондон, во Каиро, а овие во Лондон, дека во Македонија се борат македонци. Имаат формирано партизански одреди. И во тој момент обавештајната служба СОЕ наредува да направат анализа на македонското прашање. Анализата е направена за неколку недели, му е доставена на Черчил. При читањето на тоа, повторно заклучокот се воскреснува македонското прашање. Што да правиме? Заклучокот, после направените анализи, сите анализи, заклучокот е: нема да се дозволи формирање на обединета македонска држава, никако Балканска федерација во која што мнозинството би биле словени, и никако Југословенско-Бугарска федерација. Тоа се трите точки за кои што Велика Британија, а потоа и Америка, ги ја поддржува Британија во однос на македонското прашање. И на крајот што произлезе? Произлезе само формирање дека Македонија може да биде онаа Македонија која што е во рамките на Кралството Југославија. Во тој дел да се формира самостојна независна федерална држава Македонија. Тоа е интересот на големите сили. Зошто на Јалската конференција го нема македонското прашање? Македонското прашање пред Јалската конференција беше договорено меѓу Америка и Велика Британија прашањето да не се поставува. На Јалската конференција да остане статус кво. Стравот на Велика Британија беше од излез на словенски свет на Егејот. Така. Беше овде работата да се заштити Грција и Турција. Да Советскиот сојуз да добие излез на топлите мориња. Така е. Тоа беше основната игра. По војната, веќе граѓанската војна во Грција, исто тука голема улога имаат прво британците до 47, од 47 година интересот и грижата за Грција и Турција ја преземат Соединетите американски држави и тие гледат едноставно комунистичката опасност. Овде македонците застана на страната на ДАК, на комунистите и завршија така како што завршија. Интересот на големите сили и денеска е присутен, па денеска сме сведоци што ни се случува. Денеска веќе имаме држава, па гледаме како нашите државници не успеваат да се снајдат во тие игри на големите сили. Дали сме независни или сме зависна држава? Испаѓа прашањето. Во овој контекст јас би сакала и ова да го продискутираме. Сега имаме една актуелност во политичкиот дискурс за внесување на бугарите во Уставот. Од аспект на историска анализа, како би го протолкувале сето тоа? Мислам дека самите влеговме во игри од кои што не можеме да излеземе. Тоа се однесува на договорот со Грција и на договорот со Бугарија. Мене се уште не можам да сватам како можеше политичари, унаводници, толку да работат против сопствената држава и да прифатат такви услови кои што се самоубилачки за постоењето на идентитетот. Апсолутно, како да немаат никоја наобразба историска или колективната меморија како да не ја усвоиле. За жал. И они подпишаа таков договор во кој што преземаа само обврски. Нема никаков реципроцитет во однос на оноа што треба да биде дипломатијата. Реципроцитет.
Се знае како се... Две страни, рамноправен третман. Да, се знае. Меѓутоа, ова влегувањето на бугарите во Уставот влезе после. Прво имавме други барања од страна на Бугарија, меѓутоа кога видоа дека тоа не функционира, зад нив застана Европската унија и сега тоа стана европско барање. Меѓутоа, мислам дека, знаете како кога ќе се заглавите во собствените игри, тешко излегувате. Не можат сега ќе они настојуваат на оно што го прифатиле со договорот да го реализираат. Меѓутоа, пазете, абсурд е. Оние кои што не ве признаваат, идентитетот, државата не ја признаа, ама идентитетот, јазикот и народот не го признаа. Народот не го признава. А народот создава историја. А народот има колективна меморија. Не може да се бега од тоа. И сега оние кои што не те признаваат, треба да влезат во Уставот. Особено што антифашистичкото собрание АСНОМ почива на антифашизмот. Имаме АСНОМ. Тие луѓе, тие беа на страната на нацифашизмот. Тие луѓе. И сега ти ќе внесеш во Устав луѓе кои што го негираат антифашизмот, кои што сакаат да докажат дека во Македонија тоа било братоубиствена борба, биле администратори. Имате еден ваш израз, ми се допадна, кога имате една своја сериозна критика на таа идеја за хуманите администратори? Да. Хумани администратори, они ништо не правеле, дури и ќе го пренесат на нас кривицата и за геноцидот, холокаустот на евреите. Полека. Ќе ни го направат тоа. И нашите молчат. Еве, сега имаме прослава за независноста на Македонија. Се плашат да изговорат независна Република Македонија. Да. Па ние излеговме на гласање за независна Република Македонија, не излеговме за ова денеска што имаме Македонија. Сега ме подсетивте кога ги гледав бројките од референдумот. Забележав дека изјаснувањето на македонците за независна македонска држава е 95,25%, а во Словенија истето тоа што се направило има добиено 88%. Значи ние сме понационално освестени од словенците кои отидоа многу напред, штитејќи ги своите интереси. Мислам дека не успеавме да створиме политичари кои што размислуваат за државата. Знаете како, ја формираме државата многу лесно. Формирате држава. Меѓутоа треба да ја одржите. Треба да ја одржите, таа држава треба да се гради, не да се разградува. Со годините треба да се гради и да се унапредува. Да се зајакнува и да се унапредува. Треба луѓето кои што живеат во таа држава да ја сакаат пред се државата, да имаат чувство за државност и за нација. Апсолутно. Тоа е секаде така, само ние сме основното. Ендемичен пример. Да, во моментот што испаѓа? Во моментот имаме ситуација во која што младите си одат. Еве, во Штип, на универзитетот се запишуваат по 20 студенти и тројца. За неколку години ќе нема професори по историја. И со Скопскиот универзитет исто е бројката од 100 паѓа на 20. Значи, едноставно, тоа ти е разградување на државата. Немаш младина, немаш држава. Не може државата да ја прават старците. Сега ме подсетивте на нешто што можеби публиката и не знае, меѓутоа вие бевте директор едно време во Институтот за национална историја, кога дел од зградата, која што е најстара научна институција во македонската држава, доживеа во својот простор да се вдоми, се уште се адаптира просторот, јавното обвинителство за финансиски криминал. Дали знаете дека на некоја друга држава постои такво нешто, научна институција да функционира со правосудна институција и особено наменета за гонење на криминал? Вака, значи тоа што се направи со архивот, мислам, ние бевме соседи таму заедно, живеевме што се вели, е криминал.
поголемо зло не можеше да се направи. Затоа што таа зграда има уште дури има и статија напишено за нив дека се со уште една слична на истата е во Косово, во Приштина, се две згради направени по сите светски стандарди за архиви. Со депоа, со лифтови, со климатизации, со сите работи. Меѓутоа, мене не ми е јасно како политиката дозволи таму да се стави сосема институција која што се уште не е вселена. А ја реновира. Ја упропастија зградата. Особено што се упропастува, да бидеме искрени, и научната дејност. Да. Особено научната дејност, мислам дека не постои никаде во свет научна дејност да ви е заедно, да ви функционира со правосуден систем и посебно наменета за криминал. За криминал. Ова го спомнувам со намера, бидејќи ова го отсликува фактички односот на државата кон научната дејност. Вие долго време сте и во научната и во образовната дејност и имаше голем дел на проекти, но за тоа ќе разговараме по кратката пауза. Се вратиме на темата за односот на државата кон науката. Најпрви, дали вложува доволно државата во научно-истражувачката дејност? Прашање кое што не е многу тешко да се одговори, затоа што за жал државата воопшто не вложува во науката и најголем дел од оноа што го прават научните работници е пред се резултат на нивниот ентузијазам што го имаат и нивната желба да го работат тоа што го работат, затоа што познато ви на вас со тие средства кои што се добиваат за истражување, за објавување, сето тоа се минимални средства со кои што на вистина е тешко да се прави наука. Намерно ве прашав за ова, бидејќи ако сакаме една држава да напредува, таа мора да вложува во науката. Сакам само да ве потсетам дека 2000-та година ние доживеавме, имајќи Министерство за наука, повеќе да го немаме, тоа беше претопено во Министерството за образование и се уште до ден денеска се зборува за Министерство за образование, но не и за Министерство за наука. Ако една држава сака да оди напред, сепак треба да има посебно наука и дел кој што ќе се грижи нели за технолошкиот развој. А во тоа сакам да кажам дека ниту проекти има, како што би требало да има, ниту има вложување во научно-истражувачки лаборатории, да не зборувам за нашата професија која што зависи од истражувањето нели во архивите. Па некако би сакала да ве прашам, да направите една кратка анализа. Каков е односот на досегашните влади или на премиерите во однос на историската дејност и кадарот историчари? Дали сметате дека во 70-тите години се вложуваше многу повеќе и се внимаваше многу повеќе? А какво е сегашното искуство? Сакам да го пренесеме на публиката за да сватат како се одвива она што би требало да биде научна дејност, а е повеќе Дон Кихотска работа. Значи, ајде да почнеме од оние 70-тите години, што ги биле комунистички, биле вакви, биле онакви, сето тоа. Меѓутоа, во тој период, во тој комунизам, македонските научни работници кои што работеа историја и сите други институти добиваа посебни средства во девизи на своји сметки за да можат да истражуваат надвор.
И Тоа да е објавуваат, да не забораваме. И да објавуваат, обавезно, и да објавуваат. Дури треба да се знае дека Институтот за национална историја до независноста, малку некаде после независноста неколку години, ајде да речеме некаде до 98 година, 99-та, Институтот секој издание што го објавуваше, го испраќаше во сите библиотеки во светот, позначени библиотеки во светот, секоја книга, секој списание. И имавме редовна размена на продукцијата, така. Во самостојна независна македонска држава, владата, тоа министерството, тоа го прекина. Не дава средства за тоа. Друго нешто, оно што го прават познато и на нас дека целокупната македонска архивска документација се наоѓа или во балканските држави, да, европските и нешто надвор во светот. Не знам кој беше министер, дадов предлог да се формираат екипи по тројца или по двајца научни работници да се пуштат во балканските држави, Европа, да направат истражување и да ја копираат целокупната архивска граѓа која се однесува на Македонија. Тоа за двајца би чинело 5000 евра, да речеме сега, за двајца да седат месец дена за да го истражуваат се до тоа. Не го прифатија предлогот. А тоа го работат бугарите. Да. Бугарите испраќаат екипи и ја собираат целокупната документација, ја враќаат назад и се ја работат. И да кажеме дека се неверојатно оспособени технички. Секако во секој поглед. Сите колеги од регионот, не само бугарите, да ги спомнеме и грците и србите. Не можеме да се мериме со нив. Ние знаеме колку јас као директор колку луѓе од Бугарија доаѓале на истражувања во Македонија. Вие како сакате, нашата работа е истражувачка. Треба да сме постојано во архивите, не да седиме во канцеларии. Ние дали гледаме на графче, професор Жаче Преганов, се случува во современо живење да добиваме критика од лаици или луѓе само кои што под диплома се образувани како историчари, меѓутоа не ја сватиле филозофијата на историјата. Јас сум рекол дека ние како историчарите не знаеме ништо кога да дискутираме, сите други кои што се лаици знаат повеќе од нас историја. Иако работиме толку години, 42 години ги помина на историската наука работејки, пишувајќи, објавувајќи и сега некој доаѓа и те убедува дека ти не знаеш дека си македонец, дека ти во книгите пишувало сосема друго. Па јас сум рекол, прочитај. Пишувало бугари, а вие сте во некој си редакцијски одбор каде што пишува такво нешто. Не е точно. Не е точно. Тоа го има само направено еден или двајца, едниот е архивски работник, а другиот не сум сигурен баш дали го има направено тоа. Тоа се само двајца кои што го имат направено тоа. Па мислам дека, Наташа, и ти работиш, не си пишала бугарин, читај македонец? Не ни се случило. Ова го кажав во смисла на една цинична забелешка, бидејќи и вашата, и мојата, и на другите колеги, во денешно време е под сериозен напад од луѓе кои што мислат дека ја познаваат историјата. Сакав само да кажам дека нашата работа се заснува повеќе на компаративен пристап, критичка анализа и многу други нешта кои треба да ни овозможат да имаме едно солидно толкување. Сега во оваа насока сакам само да ве прашам. Ако 1999 година премиерот Љупчо Ѓоргиевски ја потпиша декларацијата за пријателство со Бугарија, можеби не се сеќавате, меѓутоа беше многу воодушевен и тоа во еден момент искажа дека после оваа декларација ќе нема веќе и секташка историја, мислејќи на македонската историја. За односот на неговиот наследник Бучковски, кој што сметаше дека ете само што не сме влегле во Европа, а ете заради историчарите не може да одиме напред. Да не зборувам за Заев, кој што веќе сериозно влезе во разместувањето на коцките во историската наука. Пази, повторно се навраќаме на оно. Ние работиме историска наука. Јас сум поминал 42 години читајќи архивска документација, книги,
и сето тоа. Политичарите доаѓаат на власт на избори. До тогаш тој дали прочитал некоја книга или не е прашање. Доаѓа, формира своја екипа, советници, кои што го советуваат. Тоа се зависи од советниците. Како го советуваат? За Лјупчо Георгиевски е изненадување што тој е човекот кој што, од тоа не можеме да бегаме историски, е заговорникот на идејата за независна самостојна македонска држава. Така е. Значи, тука нема бегање од тоа. Меѓутоа, што се случи после тоа? Што се случи после тоа? За да сето тоа оди на бугарска, демек, ние со бугарите сме едно и исто, е друго прашање. И да се реформира македонската историја. Дека македонската историја е поставена на лажни принципи, дека се тоа што пишуваат македонските историчари не е вистина. Затоа ве прашав преска со умисла дали гледаме на графче или на кристална топка како луѓе кои што се занимаваат со наука. Се што сум напишал врз база на научни принципи. Така. И тоа, за жал, за среќа, ја работам на странска документација, кај што не можам да фалсификувам. Како што е, така е напишано и ја до сега не сум слушнал некоја реакција, некој да рече, ова не е точно, ова е фалсификат. Знаете зашто ве прашувам, бидејќи вие имате огромно искуство, имате своје реноме и во странство и во домашната историска наука. Сакав да ве прашам, дали некој од па и поранешните и актуелниот премиер ве консултирал за определени историски прашања? Не се однесува на лично консултирање. Мислам сепак. Не, мислам како еснав. Мислам како еснав, како институција. Како институции. Институтот за национална историја е финансиран од Министерството за образование и наука, или кој имаше Министерство за наука, кое што е демек дел од владата на Република. Од извршната власт. Од извршната власт. Институтот, сите вработени во институтот работат за интересите на државата. И тие треба да бидат консултирани по разни прашања. Да, консултирал, мора да го кажам, Бранко Црвенковски, господинот, за неколку прашања во однос на бугарите, во однос на градењето на споменик Фердинандова чешма, гробиштата во Струмица, не знам во кој село беше, тој се има до институтот има испратено писмо, институтот да одговори на неговите, на оно што го барат бугарите. Дали тоа е во ред или не е во ред. И институтот, како институција, вработените тие што го работат тој период, направија допис и институтот го испрати до Бранко Црвенковски. Дали ве консултира, например, за формулацијата за етничка историја? Сега. Како еснав, кажувам? Абсурдот што е на оваа влада. Наместо да консултира цел институт, она формира тим од 6 луѓе, или 7, не знам колку се, од кои што тројца се историчари само, формира тим за да расправаат за работи за кои што не се компетентни. И треба да креираат заедничка историја. Мислам дека овие членови на комисијата, дали се свесни или не се свесни, дека тие во основа ја градат заедничката историја со Бугарија. Определија 5 личности, кои што се заеднички. Значи, тие се дел више од заедничката историја меѓу Македонија и Бугарија. Мене ме чуди зошто во учебникот за 6-то оделение ќе учат за Траки. Тракиската култура, историја. Култура била блиска. Па дајте и лирската ни е поблиска. Да. Па зошто да не учат за илирската култура? Него они сега ќе одриско ќе го учат децата. Зошто немаме ние никаква врска граница? Меѓутоа, тоа е оно што го направи заедничката комисија. И сега ќе дојде во го разгледуваат Охридската архиепископија. Што не би требало, да.
А нема ни еден А да не компетентен за зборуваме, тоа. не се компетентни ни за преродбата. За ништо, ма не се компетентни за Апсолутно. за овие периоди. И сега исто и за Охридската архиепископија ќе донесат заклучок, бидејќи е значење за народите, за македонскиот и бугарскиот народ, да се за развојот на културата и писменоста, да се чествува заедно. И така полека, полека, еве, кога вчера прочитав дека учебникот за 7 одделение не може да излезе затоа што чекаат резултати од Последната нивна средба. од комисијата. Јас сакам нешто и да ве прашам друго, бидејќи знам дека работевте во Америка, работевте на архивата на Македонската патриотска организација. Еден дел се донесе во државниот архив. Се се донесе. Ова ве прашувам во контекст на ова што е сега актуелно, резолуцијата за да се предложи месецот септември како месец на македонските американци и нивната културна афирмација во Соединетите американски држави. Ајде малку повеќе да ги запознаеме гледачите околу таа архивска граѓа, каде се наоѓа, и уште нешто сакав да ве прашам. Дали македонците постојат во регистарските книги на Соединетите американски држави, кога тие емигрирале во Соединетите држави, како се изјаснувале, дали таму пишува за македонци или за нешто друго? Значи, благодарение точно на владата на Лупчо Георгиевски, заедно со покојниот Зоран Тодоровски бевме испратени во Америка да работиме на архивата на НПО, благодарение на Мартин Треневски, кој што беше, мислам, министер за иселеништво. За иселеништво. Да. Престојувавме во Форт Вейн, каде што се наоѓа главната архива на НПО, и успеавме, за наша среќа, да ја добиеме целокупната документација на НПО. И дури и весникот Македонска трибуна да го на микрофилм од првиот број до тогаш кога бевме 2000, не знам, трета, четврта или година беше. Што значи младите истражувачи кои би сакале да го истражуваат овој историски проблем или тема, можат значи да истражуваат во архивот. Затоа што се уште никој не се нафатил да седне, да седне и да ја работи таа сработи. граѓа за македонската емиграција, бидејќи ги има сите документи. Сите документи од почетокот, формирањето, 20-тите години до последниот пат кога бевме ние, се е донесено. И тие стоат во архивот, не знам ни дали се обработени. Велите дали таму да навистина доваѓале македонците. Меѓутоа, за жал, Бугарија била организирана држава. И бугарите знаеле што прават. Таму амбасадор во Америка, бугарски амбасадор е Симеон Радев. Кога доаѓаат во ние првите пописни документи, дали се изјаснувале како македонци од османлиска држава? Се изјаснувале како македонци. Да. Дури има и документ од 1910 година во кој што пишува: ако некој кој што влегува во Америка се изјасни како македонец, да го пишувате бугарин, србин. Значи тие, бидејќи немало луѓе кои што го биле преведувачи на македонски јазик, и овие ги пишувале како бугари или срби. Прешкртано е македонец, пишано е бугари. Темава ќе е сигурно многу долга, интересна, ете да ги повикаме младите да истражуваат. Ова ни е тема за следна наша средба. Драги гледачи, овдека емисијата завршува. Ја гледавте емисијата за македонските работи. До следната недела, бидете со добро здравје. Добра ноќ.